Скопана метар два в земја, црквата посветена на цар Константин и царица Елена во Разловци и денеска гордо се врзува со востаничкиот дух на разловчани. Во неа избледени и во неосветлениот дел, ликовите на четворицата ктитори на црквата и денес се светло за разловчани и сведоштво за едно бурно време кога созревала мислата за национална самобитност и државност. Култот кон овие ликови, посебно кон Поп Стојан, е голем, бидејќи тие се и учесници и водачи на првото македонско востание во пределинденскиот период. Инаку како ктитори во тоа време и како организатори, не само за црквата да се изгради и за разлошкото востание, се токму овие личности кои сега можете и да ги видите. Тоа се Поп Стојан, тоа е Стоил Ѓорговски, Стоил Ковачки и Цоне Спасевски. Свештеникот Атанас по потекло е од Разловци и е внук на Поп Стојан, водачот на востанието. На мен Поп Стојан ми е дедо и во истата куќа ние се уште ја поседуваме во селото Разловци и гордост е на еден потомок на самиот Поп Стојан да биде присутен денеска на ова место и да може да каже неколку зборови за црквата. Црквата во себе крие фрески стари по 2 века. Најстарата е со датум од 10 декември 1859 година. Потпис на иконите има и Василий Зографски од Струмица, а овде се чува и уникатната икона на Ѓорѓе Јанински. Ние пред тоа мислевме дека е Свети Ѓорѓе Кратовски, додека не се откри писмото горе и сега се тоа е наш светител, македонски светител и само тука постои во Македонија. И од тука се позајмени после, фреската е позајмена на другите места каде што има, во денешница да постои. Свештенството во Разловци како наследство од Поп Стојан има голема традиција. Разловци дало многу свештеници, но тие се одолжиле на ликот и делото на Поп Стојан, реконструирајќи ја старата црква. Со тоа што подот и фреските се прочистени, самиот иконостас, престолот и самата црква целосно е реновирана и тоа е со донација од самите свештеници. Во старата црква во Разловци се чува уште еден раритет, а тоа е клучот стар 2 века и оригинално изработен од Стоил Ковач, еден од криторите на црквата. Едниот клуч е загубен со годините, но вториот се чува како очите и уште ја отвора старата и тешка врата на црквата, која била лулка на духовниот и востаничкиот живот во Разловци и целиот регион.